14 пратеници, 6 на ВМРО ДПМН, 5 на СДСМ, 2 на ДУИ и 1 на Алијанса за албанците. Треба да утврдуваат дали има политичка одговорност во скандалот со онкологија. Власта под притисок на опозицијската ВМРО ДПМН формира анкетна комисија која треба да утврди дали се загрозени основните човекови права на пациентите што се лекувале од моментот на ставање надвор од употребата на КАТО системот за подготовка на цитостатици. Комисијата најдоцна по 1 месец од завршувањето на својата работа ќе треба да му поднесе конечен извештај на собранието. Опозицијата бараше оваа точка веднаш да биде ставена на расправа, но собранискиот спикер одлучи дека за тоа немало услови. Еве гледаме, сега примивме пораки дека Комисијата за европски прашања веќе закажала седница за одредена точка од дневниот ред. И таа точка не е поитна од точката за скандалот на онкологија и сметам дека треба да се коригирате вие и во рамките на вашите надлежности да дадете задолжение на надлежните работни тела да се свика, да закажат седница и да може да ја основаме оваа комисија, за да не биде вашето гласање за анкетната комисија само некаква фасада позади која нема содржински интерес ова прашање да се разреши и да се утврди политичката одговорност. Јас нема што да коригирам околу тоа што е констатирано. Точката на дневниот ред е додадена како точка на дневниот ред со одлука на пленумот. Материјалот кој што е доставен има други должности според деловникот. На барање на опозицијата, собранието ќе го разгледува и ревизорскиот извештај за работењето на онкологија. Владеачката коалиција за ова се подели. Дел од пратениците беа за, а дел против, но на крајот се собраа доволно гласови. Сепак опозицијата бараше и за ова да се расправа веднаш, но мнозинството не прифати. Лично сметам дека оваа тема е многу би кажал поголема од тоа да се најде на 20-тото место на дневниот ред денеска во собранието и токму затоа мојот конкретен предлог ќе биде наместо да биде на 20-тото место да биде на втора поред во дневниот ред, веднаш после усвојување на точката на дневниот ред за надзорна расправа. На собраниската седница која е прва пона на 18 август, пратениците изгласа и бројни закони по скратена постапка, а она што е топ тема и врвен приоритет за јавноста и државата е оставено за понатаму. Пратеничката група на ВМРО ДПМН поднесе барање денеска да се гласа и за потребата од уставни измени, но собранискиот спикер ги одби со оправдание дека имал дискреционо право на тоа.